Министер, не можам да бидам задоволен од одговорот затоа што не ми одговоривте конкретно на прашањето. Прво, со сета почит кон вас не беше поставено до вас, туку беше поставено до Ковачевски. Прашањето кое што требаше да одговори, колку ќе изнесуваат загубите од откажувањето на евроврзницата. Тоа ми беше директно прашање. Понатаму, колку чинат провизиите кои што оваа држава ги платила до 4 куќи кои што лобирале за оваа или учествувале во процесот на издавање на оваа евроврзница. Такви постојат. 4 се од Северна Америка, многу реномирани во светот на финансискиот пазар. Понатаму, колкава ќе биде реалната штета на кредитниот рейтинг заради овој аматерски кикс на институциите во државата? И тоа е реалност и тоа сакав да ми го одговори премиерот. Понатаму, кажете ми која финансиска институција ќе сака да позајми пари на држава која што прави вакви грешки, да поднесе акт кој што треба да биде подпишан 5 дена по разрушување на министер и за тоа да не издаде евроврзница која што е пуштена на примарен пазар, а се шпекулира дека е пуштена на секундарниот пазар, кој што потоа со контакт со инвеститорите е откажувана, која финансиска институција ќе сака да се да купи обврзница таква држава? Понатаму, што правиме со лошата репутација која што ќе следи Република Македонија заради ваквата очигледна грешка на суверена држава? Дали е ова нормално во било кој финансиски тек во финансиските односи на сериозни финансиски институции? Онатака што она сакав и на вистина да ми се објасни од каде ќе најдеме пари за да се платат сите овие трошоци. И на крај, заради тоа што премиерот кој што е познат по бегање не е во салата, а треба да биде соочен, за ваков кикс истиот тоној премиер кој што се фали дека работел во приватниот сектор на одговорни позиции, ќе беше на клоци избркан од тие приватни институции и сега наместо да извршува вакви сериозни функции да ја срами државата, ќе беше под АВРМ како невработено лице кое што бара работа. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.